Благодарам, заменик председател. Денес на дневен ред ни е точката за одзимање на имунитетот на пратеникот Рајко Велјановски. Јас според Уставот член 64 ќе го прочитам овој член. Вели вака, член 64 став 1, пратениците уживаат имунитет. За жал со овие постапки за 2 години, 8 постапки за одземање на имунитет, јас не би рекла дека веќе уживаат имунитет. Членот 64 став, ќе го читам целиот член за да е вакво појасно. Пратеникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажено мислење или за гласање во собранието. Став 3. Пратеникот не може да биде притворен без одобрување на собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години. Собранието може да одлучи да се примени имунитет над пратеник и кога тој самиот не се повикал на него, ако е тоа потребно заради вршење на функцијата пратеник. И за време на мандатот пратениците не подлежат на обврска во вооружени сили и за надоместок на пратеник. Ова одзимање на имунитет во ова собрание не само што станува пракса, туку веќе станува и рутина. Минатата недела имавме одземање на пратеник на Љупчо Димовски, сега имаме на Рајко Велјановски и нареден веќе не знам на кого. Чинам дека собранието веќе станува дувло на терористи. Мислам, ова е стварна работа за прашување. Овој обвинителниот акт е всушност членот по кој што се теретат колегите пратеници, во кој што бев во таа група и јас, е терористичко загрозување на уставен поредок. Ја не знам дали од вас некој го прочитал тој член, мислам дека 313 беше во кривичниот законник. Да членот дури е парадоксално, затоа што ние овде тероризам, ни од тероризам немаме. Кога би го прочитале, сигурна сум дека ќе испровоцира кај вас смеење овој член. Зашто? Ќе ви објаснам јас. Затоа што во членот, вака со мој зборови прераскажано, што го немам сега пред мене да ви го прочитам, терористичко загрозување на уставен поредок предизвикувате доколку во моментот како што настана на 27 ситуација испровоцирате поплава или пожар. Значи, пластично вака да ви ги представам ситуациите, поплава доколку појдете во тоалет дента и случајно пукне црево или ек вентил во тоалетот, се предизвика поплава, може да сте осомничени за тероризам. Пожар, значи да е најбанален пример, доколку седиме во клубот на пратеници и отпушок еден падне искра на тепихот во клуб на пратеници, се предизвика пожар. Терористичко загрозување. Ни пожар, ни поплава сме предизвикале и најмалку терористичко загрозување на уставен поредок. Од сите побитни работи во државата, вие се фативте за најбитната, за одземање на имунитет на пратеник. Не дека вие сте го потикнале тоа е барање пратено од судот и има рок 2 дена за кој треба да се одземе имунитетот за да тече понатаму постапката. Сега, ние со тоа што овдека дебатираме, ниту го попречуваме судот да си ја продолжи постапката, ами пак ниту вие со можноста за гласање против да се одземе имунитетот, не ја попречувате постапката. Постапката си продолжува. Работата е дали Трајко ќе се брани од слобода или од притвор. Тука е разликата. И јас, и минатото обраќање, кога се обраќав за Љупчо Димовски, јас истото ќе ви го повторам. Доколку ние сакаме да задржиме висината на функцијата, затоа што со секоја ваква постапка наредна се девалвира функцијата пратеник, доколку сакаме да задржиме висината и достоинството на функцијата пратеник, зашто е трета или четврта е по висина во државата, по висина и по важност на оваа функција, мораме да преземеме нешто оваа пракса да се смени. Вие сте правник, колешке Снежана. Навистина е контрадикторен, законот е контрадикторен и ја мислам дека ние треба да интервенираме тука. Зашто? Затоа што се приведуваат пратеници, се прават претреси на куќи, без да се одземе имунитет, таков беше случајот со нас. При тоа се ствара едно општество со извртена перцепција на правата во државата. И мислам дека ќе сме тука во тој правец исто мисленици. После тоа
се извршува предистражна постапка, па истражна постапка и после дури има обвинение. Се до тогаш е осомничен човек. А за тоа време се извршило приведување и тоа помпезно вака во 5 часот наутро и вели во однос на приведувањето е може да се приведе пратеник доколку врши во моментот кога е приведуван кривично дело казниво таму со 5 години затвор. Е тогаш ние бевме фатени на вршење кривично дело на спиење. Затоа ја велам дека ми го ствараме општество со изопачена перцепција, ќе кажам и друго, со што се соочив. Ја ова го зборам од лично искуство. Затоа што на деца кои што се мали, не можете да објасните дека во 5 саат са бајле да дое полиција е нормална работа. И вооружени се наредат не знам колку луѓе. Не го оправдував ја ни во владење на ВМРО, не го оправдувам ни сега во владење на СДСМ. Зборувам најчовечки, најотворено, искрено и најколегијално, да се разбереме. Нели поттикнеме нешто да смениме во однос на ова, навистина е лоша работа. За да се објасни на деца од 4 години дека доаѓањето на полицајци во 5 сат не е нормално, дека потоа доаѓањето секојдневно ненајавени, мене не ми сметало воопшто, затоа што домашен притвор мора да го почитуваш. Ја во домашен притвор бе. Но нонстоп доаѓање на полиција не може да ја го представував така, за да детето го помине полесно, му викав дека е нормално, дека со нив работам, дека ме чуваат затоа што сум пратеник. Ама ние на децата ствараме изопачена перцепција. Во собранието имаше нападнати пратеници. Јас тоа не го одобрив. Јас кога ги гледав снимките, искрено жалев во која ситуација се наоѓале децата на повредените пратеници од СДСМ. Затоа што греот е тие деца да гледат како нивните родители ги тепаат. И не треба да се обвинуваме. Значи 27 април е една голгота на целата држава наша. Не дај Боже да имаше човечки жртви. Дали нашите животи, луѓе, да не навлегуваме дали нашите животи поминало треба да го затвориме. Тоа виси како еден темен облак врз нас и ние никако да смогнеме сили да го истераме облаков. Мораме да разговараме отворено меѓу нас. Тој ден и нашите животи беа загрозени. Јас бев 2 пати нападната. Не бев во салата нападната, пред салата бев нападната. Парадоксот е, зборуваме за тероризам. Делото е неосновано по сите основи. За жал, кажав, ова е парадоксално веќе што ни се случува, затоа што пред година и пол скоро на Трајко Велјановски беше одземен телефонот и за овој период е вештачен веќе. Не се нашло вакво основано сомнение дека е за тероризам и да се приведе, сега после година и пол. Нели е, мислам, симптоматично, чудно ми е, искрено. Башка, сега веќе се поправате во постапките, претходно, мислам, не вие, туку институциите во државава, откако сватија дека направија прекршоци и на закон и на устав, сега се повикува на распит, а и распит не смее да се направи кога не е одземен имунитет. Значи, парадоксалното беше за нас кога не, сега ќе ви кажам, не сме ни претрес на куќа да се направи на домовите наши, ниту да не приведат, но за полицијата не ваеше имунитетот са бајлето, нас се приведоа, не држаа мене лично 16 сати во судница, за да вечерта истражниот судија каже дека не сме нити изјава да ми земе. Значи не сме ниту изјава, ама бев приведен. Сега јас го сваќам овој период на одземање на имунитет на Трајко и барање сега, мислам, за да се овозможи негов притвор. Јас го сметам, пошто времето е темпирано, искрено, темата со непотизам, со фамилиарни партиски вработувања се крена толку високо во јавноста, што мораше да се случи вакво нешто за да се дефокусира јавноста, да се отрне вниманието од нешто многу што е пострашно што се случува. Знаете како, контрадикторни сте затоа што претходно шарени револуции организиравте, се боревте мерката притвор да не се злоупотребува. Не да се злоупотребува. Контрадикторни сте со многу работи. За жал, јас сметам дека оваа мерка притвор стана мерка за дисциплинирање на неистомисленици со оваа власт. Кој е гласноговорник за против оваа власт?
му следи притвор. Како што кажа, вие се боревте против тоа и велате на народна поговорка има, не го прави на другиот оно што не сакаш да ти го прават, а вие токму тоа го правите. Како што кажав, до сега ниту ние не сме го попречувале судот во своите постапки, а ниту пак вас во вашата деловничка можност. И уште еднаш ја потенцирам вашата можност, значи да не го одземете имунитетот на колегата Трајко Велјановски, бидејќи тој до сега ниту имал можност, значи за година и пол да влие на сведоци, а веќе скоро 2 години од 27 април. Ниту ќе го повтори делото затоа што форвардирал некоја порака. Сега јас не ќам да навлегувам во тие и обвинителни акти и тие содржини, затоа што тоа е работа на судот, така да ќе го испитаат они тоа, но мислам дека е достоинствено, можеби е незгодно спомнам, но човекот е самохран родител и мислам дека е достоинствено да се брани од слобода. Ја ви го кажувам мој факт чисто за како колеги да размислите. Како што кажав, овие постапки сега што се водат, искрено реков дека се начин на девалвирање на функцијата пратеник, ама во исто време искрено претходно полна устави беше инклузивност. И јас овдека како пратеник што е редовно присутен во собранието, забележував вие кога го манифестиравте тој однос на инклузивност, кога имавте потреба од нас, а не треба да е така. После 27 април не се гледавме, не се поздравувавме. Потоа, како се наближуваше процесот, епилогот од процесот со името, кога требаше двотретинско мнозинство, претходно се формираа работни групи за реформските закони. Наместо да се заземете за реформските закони, затоа што и Прибе ви имаше забелешка во последниот извештај, тој ќе излезе, дека нема владење на правото и демократијата. Вие се зафативте со еден само процес, а се друго стагнираше во државата. И тогаш, за реформските закони, вие имавте неинклузивна опозиција, опозиција какво што секоја власт би посакала. Еден куп забелешки се дадоа од наша страна, се имплементира, некој да, некој не, во ред, но инклузивност покажувавте само кога имавте потреба од нас. Така не се постигнува помирување и искрено ваквиот начин на помирување сметам како што нема Т од тероризам, нема П од помирување. За жал, со вакви постапки ќе се продлабочува се повеќе јазот меѓу нас како пратеници, а тој како по хиерархија вака надоле во општеството ќе иде и меѓу граѓаните. И така и е. Последниве денови имавме насилство врз двајца бивши министри. Јас многу сакав да го прашам колегата Павле, а и вас ве прашувам, дали го осудивте тој вид насилство? Од друга страна, по медиумите, по порталите, имаше фалби кој го направил тоа и мотивација за уште повеќе, дури да се праќаат што повеќе политичари за какви све нечовечки методи таму како што се применувале, со прозивка до колегата Павле. Дали тој се огради од тоа? Дали како колеги пратеници го осудивте насилството во затворот шутка? Јас знам дека повторно сте во тешка улога вие, ставени, да го одзимате имунитетот на колега, кој што е нонстоп присутен во собранието. Трајко Велјановски е нонстоп со нас овде. Друго сакав да ве прашам. Во исто време, бидејќи додека се фалеа тие по портали и по социјални мрежи, што направиле во затворот, а нели се бориме против говор на омраза? Најмалце што очекуваме да се осуди, да се покрене постапка спрема овие луѓе. Тоа што го изјавил е командир во шутка. А што очекуваме другите што ќе прават? Друго, она што е актуелно сега во последно време, имаме се повеќе исчезнати лица и за жал се пронаоѓаат мртви. Конкретно во нашето мало имаше и објава по социјалните мрежи,
се појавиле луѓе што се маскирале, што со коли зимале деца и така натаму. Наместо полицијата да биде одговорна за безбедноста на граѓаните, таа ги чува таблите со новото име. Во државава треба да се одредат приоритети. Затоа што безбедноста, животот е неприкосновено, на животот е неприкосновено право. Искрено имам уште многу да зборувам, но би сакала тука да застанам. Би сакала уште еднаш да апелирам до вас да размислите дека овие постапки што ги спроведувате, јас знам дека судот ги бара. Од друга страна знам дека вие наложно дека ќе го изгласате. Но еднаш мора да се каже стоп и доста е. За 2 години премногу. За да можеме да се погледнеме во очи, колеги сме, денес се гледаме во очи, утре ќе заврши мандатот, треба наредни пратеници да дојдат. Со ваква постапка, секој нареден пратеник што би бил претендент да биде пратеник, би се уплашил. А и после мандатот, јас би сакала со секој од вас, кога ќе се сретнам на улица, да ве погледнам во очи. Поминав преку сето тоа. Верувајте дека јас многу искрено, наискрено, многу сакав да ве запрашам какво е чувството кога ќе притиснеш копчето да стиснеш за одземање на имунитет на колега пратеник и сватите во тоа по дефолт дека го праќате во притвор. На тој начин го одвојувате од неговите деца. Како што кажав, ја го осудив насилството на 27 април. Но каков е моментот еве кога се гласа за одземање на имунитет и праќање на колешка, еве пример, мислам, кога би размислиле етички, морално, кои сте вие да гласате за одземање на мој имунитет и да ме праќате во притвор, при тоа да ме оделите од моите деца? Еве, директно да ве прашам. Каков е тој момент? Стварно, значи, јас не можам да го поимам тоа. Со тоа чувство, верувајте дека јас поминав и преку тоа. Разговарам со секој еден од вас. Затоа што човечки е да простиш. Не, човечки е да сгрешиш, благословено да простиш, така. Мислам дека треба да се замислите и да престанете со овие постапки. Тоа е тоа, благодарам.